И да ти кажам искрено, се понадевав после минатата епизода дека некој ќе се јави и ќе речи абе шо збораш, бе одмори малце, бе напатена душа, бе на маже, работно дете, вредно, толку работи имаш снимено, направено, одмори дивни, не знаевме дека ти треба одмор. Мислевме сами се снимат, се монтират видеата. Арно, ма не ми ни рекоа, кој те праш? Ништо бате, тишина, нула. Коде ме косте го, нека си позбора, ќе му помини, ќе забора. Амам па ти неки памти ланските, одомнанските одмори. Зошто се сеќава на ниубај време? Седи ти се мола. Тоа бат, секој со среќа. И се наместо почнам пример со распусто, тоест како си го поминав летниот распуст, онака традиционално, треба почнам со нешто сосем друго. Со нешто сосем друго пак ќе биде врзано со Адамчето, пошто главна тема ми е, ако велев дека нема бидам ко овие мајките што клават запчиња, ноџиња, све со ред, Петер ќе биде. А па и убај теми се за зборање, така што да си јаманиме ние шпица, да си почнеме со муа. Божи, ајде да те пуштам. Ко што рековме минатата епизода, Адамчето на втори негде направи 8 месеци. Пошто не ли е на тато детето? Си брбори одамна, тој уште на 6 месеци ги знаеше сите, и тата, и дада, и баба, и јаја, и леле, и не знам шо. До сега ми се чини и нема буква што нема поминато. Од Л, од Ѓ, од Ќ, тие баш најчудните му се интересни. Нек ми вика Милена Шуева цвеќе, тоа му вели еќе. Па после тоа еќе во еге прерасна, а не е свесен дека и еќе е збор. Сам тој не е свесен за ништо. Ова па нема врска, битно си прави муавет човек. Како и да е покрај муавето, исто и си лази веќе некое време, то лази, фишеке. Ти го оставаш на крајово ќошо во дневната, она му одиш, спална се вртиш, ете го зад тебе на врат. И цело време низ нозе. Ти тргни десно, тој десно, ти сврти околу, тој по тебе. Како кученце. А бога ми се качва како кученце, фаќа вака за нозете и се качва на нозе, се крева. Доскоро само со рацете се креваш, останваше на колена, се и нозете почна и крева. Се фати за кревето или за тебе или за не знам, за масата ќе се фати. И ја проба вака 2-3 пати, да ме кубо сум фатен, убаво, сега ќе ви. И окренено то ноđe так и со другото опи ќе се крени. Ако не е сигурен, си пробва неколку пати, ќе се фати вака, ќе се подкрени малце, ќе се спушти. Еднаш, 2 пати, трети опат, опи ќе си стане. Само што уште не е научен да слегва, па мора си тука негде, да не случајно изгуби рамнотеж. И кој што рековме, веќе влегваме во фазата на не, чекај, застани, не таму и така натаму. Исто така таа фаза значи дека влегваме во фазата кај што треба стано да се направи baby proof, што е нешто на кое јас му се смеев на времето кога бев сингл. Кога видев некој другар купва работи за ќошоите, гумчиња, не знам, за штекерите, глупости овона. Абе шо, какви дебати сум водела, бе, зашто ти е, дали ние така сме растеле, претервате родителите ова она. Шо викате последните нарачки на тему со шо? Нешто било лесно да збораш од страна вака кога ќе дојди за кај тебе, кога дојди за твоето, поинаку бил. Ќе ми рекле овде в комши Грејшев готово призна. Па пошто се фаќа за маси, за чуда, се крева, са треба се да истргаш. Малата маса тргни, цвеќето тргни го, ќе го турни, друго тргни, трето. Па ој не само малата маса, и на големата се фаќа, на ногаркито ти по поке железа се фати, се на едното на другото крени. И сега ако не све да тргниме од дневната. На креветите се фаќа, се крева. Да тргниме све и така на земја да сееме, нају. Пак ќе оди по плакари, под зидој се фаќа на зидој и се крева. Нема бегање. И се во суштина ти да го остеш, тој ќе си седи, ќе си игра. Си има што да си прави. Проблемот е што ќе му текне од нигде никаде, ќе се крени негде, уште нема рамнотежата за да се држи. И ако не си таму, може да се треси. И сега дека нема бегање од то треснувањето и дека ќе паѓа, бебе ќе паѓа нормално. И да сакаш не можеш сите пати да ги спречиш, ама ако можеш нешто да спречиш малце од малце, зошто да не? Што ми уште пофасцинантно, кој се работи за бебиња во оваа фаза, кај што се пронаоѓаат, се му интересно, ми е потребата на бебињата да се пикат под работа. Значи ќе најдат некое место кај што не ги бери, таму ќе сакат да влезат. Пример, столчето што го имаме за хранење си се како стол и маса во едно. За потаму да можеш да го извадиш столчето и да си користиш како посебно. И по то масиче не го бери. Арно не, тој сака таму да помини. Ќе помини, ќе се тропни еднаш, уште еднаш, уште еднаш. Ќе почека реакција, нема реакција, ќе ја наведни глата, ќе се потпикни внатре, ќе крени, ќе ја тропни, пак ќе се наведни. Потаму битно откажвање нема бе. Тој ќе помине ако има наумено таму, па ти како сака. Може ќе ти покемка, може не, зависи од расположението, ама
тој битно ќе помине. И ќе после кај масата. Масата е ваква цела испревиткана со железа внатре со чудо. Таму ќе поминива. Низ ногарки ќе пробва раката, пикни ја изваја. Пикни ја за главија негде покемка е малце изваја. Па пробај на другото место раката пикни ја. Тоа е брат, празна табла, се што гледат се му е ново, се си проучва. И за пример има луѓе што се замарат многу, особено бабите дедовците. И ја види некој од бабите од дедовците нешто такво се случува. Не, чекај, пази, држи го ова, она. Јас на пример нека не се грижам далеку од тоа, ама сакам да го остам самиот да си го најде онака. Да си проба, да види, може, не може да проба да се снајди, ако заглави да проба да се одглави. Јас нормално дека тука сум ќе му поможам. Не да ми е мерак, јас поке сум во таа положба како дете, клекнат со него и тарашвам нисово тој шо е. Ама кога ќе тргни да прави нешто такво, сакам да го остам да го направи, да проба. Не да е боже нурни негде или ова, она ќе офатам, не е проблем. Негде да се чукни, ништо страшно, пошто секој потек него му е ново учење. Ама зато бабите, дедовците, ако нешто се крена, држи го. Тебе му викаш еве го стои на нозе, ти нормално тука ти се рацете тебе. А не мора го држам цело време 24/7, нека се проба, нека научи да види колената, издржат, не издржват, ќе клекни, ќе стани или ќе ој подмаса, нека се проба, може да помини, не може. Ако се врви, ќе си врви таму, ако не се врви, не оди пак. Може ќе проба некош подоц, кој има поке сила. Ама не планирам да трчам да го тргам од се живо, да го пазам, леле рачето, не го заглави или нешто. Полека, ќе биди, како ќе научи на. Еве го машало 8 месеци стои на нозе. Пример, ако седнам овде до мене, тој ќе се фати за мене и ќе се крени на нози, се врти овде, си се држи на ова и си седи, си гиба овде по дрва по чуд. И се ако тргни лево, десно, нормално дека ќе занурка. Уште толку рамнотежа, ама ако тој исправен, вака си стои, нема мак, ќе си прави вака, клекни, стани, си ги вежба нозете. Ако фатиш вака за рачина, тој веќе тргнува една пред друга. Скали ако има одма крева нога, кој му има кажано не знам, ама си ја крева тој. И последно јас вака кога ќе окренам на кај мене, одма нозете на мене ги качва угоре. Кај мисли дека ќе оди не знам, а тој се качва. До душа машала и нема на кој да се истера. И јас и брат ми имаме снимки од првите родендени кај што играме оро, кај што растрчваме низ дневна, ама нема везе. На крајот на денот тоа што стои вака испраен и што се движи кога ќе одржиш, не значи дека ќе прооди одма. Нити па е битно кое дете кога има проодено или кога има прозборано, битно е да се здрави и живи. А за одење и за зборање секако потаму не ќе можеш нити да ги заприш, нити муцка да мазатниш, ама добро. Битно муавето ми беше фасцинантно ми е колку сите деца, не само Адам, изгорени се пример подмаса се пик. И ние бевме така. Имаме едно масиче онде на спрато, што е постар од мене, под кое имат поминато деца, па не знам и јас, нема дете што има влезено во дневната што нема под тамаса поминато. Поред таму имаме седено, имаме читано таму, имаме играно подмаса. Зошто ба подмаса мотепаш не знам. Каже, ама таму оде. Е така и овие се ќе дој некој од внуците и директ подмаса оде. Ќе го дој си ме малиот тука постелено за лазење долу. Тоа од сите места подмаса ќе се пи. Уште појак, што не оди само да се пикни подмаса, тој не. Оди и ја поправа масата. Се ги речи што поправа, јас ќе ти кажам. Ќе оди ќе најди нешто низ играчките, нешто пластично или дрвено или нешто. По можност подолго малце или пример ако му даеш од лајчината неговите што јади пластичните дрвените, ќе го земи лајчето, ќе оди ќе лази до масата и му влегва со лајчето на масата дозвола динг динг по железата. Ја поправава. Што би рекле Демирисарско, што ќе беше то семка терањес, како дедо му механичар да. Се ги речиш дете го има видено, бе, дете го има видено на 2-3 години па да го имитира. Од ко почна да лази на 6-7 месеци, првото нешто што направи излази под маса и ојде почна да чука одоздолу. Не само под тамаса, под другата масичка овде кај другата баба. Само нешто да најди и оди и почнува да тропа, да поправа. Ама знаеш како бериќат, нека учи занает. Има да го пуштам кај дедо му од малинозе. Кај едниот дедо еден занает, кај другиот друг, кај тато трет, па после што сака нека работи. Битно го ми се расипи мене колата да знам дека дома имам мајстор. Другото после не е проблем. Поубав занает нема, ба. Кој сака што сака нека ти кажу. Јас ако не беше музиката, овие видеата, ако не беа гарант ќе бев нешто или дрводелет, или ќе редев плочки, паркети, нешто таква работа, или калџија ќе бев. Што било брат, од работа нема срамо. Е се што ќе биде Адам че кој порасти ќе видим. Има време и на крајот на денот што му сака душа то нека биде. Јас никогаш нема да инсистирам да мора да биде ова или да мора да биде она. Особено не во мојата професија. Макар што го гледам ќе одој сам в студио, одма по миксетата, и почнува да прицка, да крева, да спушта. Ја вадиш тарабуката, одма почнува бам бам. Јаното дома веќе ичмуавет да не прави. Ќе го седнам овде вака, ќе ја земам гитарата и ќе направам вака рнг на жиците и вака фаќа так. И тој ќе ја крени раката, аз дрнг на жиците тој так. И го запира свирењето, век не знаеш ти. И ќе фати вака со прстето. Тоа ми е јак со ова вака. Те што гиба со показалчето и танк танк на жиците танк. А машала и распеани сме низ дома баѓа. Така што ќе видиме кај ќе повлечи најмногу. Што
се мене тиче може и да пее и коли да поправа, не е проблем. А исто така што се мене тиче и доста и од епизода. Муабето ги си го продолжиме наредна епизода. Вие останете ми со здравје и имајте убав ден. Поздрав и чао чао.